Овонеделните посети на големи политички фигури на Македонија беа исклучително важни за нашите политички елити. За нивните конкретни придобивки зборуваме со советникот на владата за евроатлантски интеграции и стратегии, професор Јордан Хаджибогатинов Десков Петковски Миланов или скратено професор Јоци. Професоре, какво значење имаат овие посети? Прашањето е сасвим на место, иначе јас морам да напоменам дека на оваа функција сум не пол месец. За да подобро да ме сватите, јас морам да направам паралела со шахот. Имено во четвртокот генералниот секретар на НАТО Столтенберг дојде во улога на топ кој што по долната линија ја зацврстува одбраната, додека во петокот австрискиот канцелар Себастијан, Курц, во функција на ловец дијагонално влијае за да може да ја заштити кралицата, да не речам Меркел, како би низиното височество дамата можела да завземе појака позиција на европската шаховска табла во овој дел од партијата. Сите паралели ви се од шахот, дали сме ние само еден обичен пион во таа светска партија? Уште подобро прашање. Да, ние сме пиун во Европската шаховска партија, но немојте да заборавите дека добро поставен пиун во одреден момент може да стане кралица. Дали тоа ќе ни се случи и на нам? Ова ви е најдобро прашање до сега и ви очекувате да речам не. Меѓутоа, таквите очекувања ви се заради тоа што ние во последните 27 години играме лошо, не сме извадиле ниту реми од една партија, а тоа е заради тоа што партиите ги играат, да не речам ги водат, приучени шахисти. Зошто? Одлично прашање. Тоа е заради тоа што ние цело време играме дефанзивно, не напаѓаат од сите страни, а играме некаква си македонска одбрана и лесно е клучните и битните фигури да ни ги тргнат од таблата уште на самиот почеток. Што е чарето? Има ли излез за македонскиот народ? Солидно прашање, иако сте имале и подобри. Па видете, сега шаховската партија играат европски играчи, не случајно ги спомнав Меркел, Курц, Себастијан и така натаму. Така да, јас мислам дека вратата ни е отворена, ни престанува само еден потек кој што треба да го направиме, еден вистински потек. А ако не го повлечеме потегот? Све послаби ви се прашањата, морам да кажам. Ако не го повлечеме вистинскиот потек, се очекува Путин со скакач на F6 наскоро да дојде во Белград, а познато е дека русите се добри шахисти и во тој случај целата ситуација и со партијата би се искомплицирала дополнително. Ви благодарам, а ние продолжуваме со вчерашното.